Во деновите на пауза од клопски обврски, пауза од Лига шампиони од СЕХА лигата, следуваат денови за квалификација за Европското првенство во Хрватска 2018 година. Следуваат два меча, едниот во Скопје против Украина, потоа против Чешка на гостински терен. Филип Талески гостин во просторите на Телеграф МК, како еден од ракометарите од кој што се очекува многу во иднина. Оваа генерација, односно овој состав, е спојна младост и искуство, па може да се направи една споредба како е да се игра во јуниорска репрезентација и како е сега, кога се очекува многу повеќе во сениорскиот состав. Следуваат два тешки меча, но имате покрај себе ракометари кои што имаат голем број на вакви надпревари. Добар ден и фала на поканата што учествувам во вашата емисија, во вашиот портал. Точно така е дека не очекуваат две тешки утакмици надпревари во оваа групна фаза, тоест во овој квалификацијски циклус за Европско првенство во Хрватска. Првиот е со Украина на домашен терен и мислам дека поголем притисок ќе носи поради тоа што го отвараме на домашен терен овој циклус и ќе треба да се избориме на овој надпревар максимално за да почнеме со победа. Чешка ни е стар познаник и имаме доста искуство со нив. Секое гостување во Чешка ни е тежок надпревар, но ќе одиме сега таму да изиграме уште еден квалитетен надпревар како што го одигравме тука за квалификацијските за двомечот што беше за светско првенство во Франција. Се враќа Филип Хиха во чешката репрезентација и Хорак. Мислам дека тоа е доста голем плюс за нив, за нивната репрезентација и тој меч ќе биде доста тежок за нас, но ќе се анализира добро и ќе се припремиме максимално за тој меч во гости што не очекува, но прво треба да се одигра тука со Украина. За Украина има некои податоци дека ќе не застигаат четворица ракометари кои што се можеби клучни во тој состав. Ајде, да не кажеме дека се незаменливи, но ракометарите кои што очекуваат они не е многу. Колку е тоа плюс за Македонија? Па ништо немаме. Гледано со Украина, собирот како што знаете вие во недела. Мислам дека тие два дена, понеделник и вторник, ќе се фокусираме само на Украина. Ќе анализираме доста, ќе дознаеме со кој состав се тука и мислам дека ќе имаме една комплетна слика за мечот во среда, што не очекува. Кога беа во составот Мојсовски и Миркуловски, бевте во некој втор план. Значи, Талевски и Кузмановски беа тука да помогнат, кога имаше потреба од нив добиваа шанса. Сега ќе биде поинако. Сега ќе се очекува сигурно многу повеќе. Со оние игри во Лигата на шампионите, веројатно селекторот Червар ќе даде шанса многу повеќе во овие надпревари. Па, искрено е тоа што кажуваат дека по заменувањето на Филип Миркуловски и Наумче Мојсовски гледаме на поголема шанса ние дека ќе добиеме младите. И напротив, баш дека е наш тренер и наш селектор Лино Червар, мислам дека ќе добиеме на поголема шанса, но тоа за нас треба да биде мотив за да се докажеме и да одиграме добри минути што ќе ни ги даде на теренот да сме ние. Ќе гледаме максимално да помогнеме и максимално да се вклопиме во оваа репрезентација, пошто пред нас е кариерата. Во овој состав остана од оние претходни големи надпреварувања Кира Лазаров, остана Борко Ристовски, остана неколку уште ракометари кои што дојда после нив, но се вклучија во тој состав и беа дел од големите успеси. Како е да се игра покрај нив во репрезентацијата, бидејќи тие ги нема во клубот, во Металург, тие доаѓаат, значи кога треба да се игра за националниот тим? Па да се игра покрај Кирил Лазаров е вистина голем плюс и голема мотивација. До сега доста не поучуваше и не кажуваше на нашите грешки, но ете сега мислам дека дојде тој момент да играме заедно. И мислам дека и он ќе го прифати тоа позитивно и повторно ќе ни дава совети за доброто на репрезентацијата и за доброто на младите што пред нас е кариерата
и заедно, како што кажавте вие на почетокот, младоста и искуството до подобри резултати. Што може да се очекува од овие квалификации? Следуваат, значи сега Украина и Чешка, во мај следува двомеч со Исланд и потоа некаде на средината на јуни повторно со Украина и Чешка, но во спротивен правец, односно на гости со Украина, дома со Чешка. Треба да се биде меѓу првите две за да се оди во Хрватска. Какви се шансите? Па искрено, Македонија е добри 5 години на едни Константно на големите. надпреварување европско-светско и ќе се бориме за да го задржиме тој континуитет. Во јануари не очекуваме светско првенство и мислам дека секој од нас сака да после ова светско првенство да има уште едно европско првенство во Хрватска. Кога го споменавте веќе светското првенство, од 12 до 19 јануари е групната фаза. Следуваат дуели против Шпанија, Словенија, Исланд, Тунис, Ангола. Исланд го имаме, значи, во овие квалификации, Тунис, Словенија, Шпанија, па и Ангола противници со кои што добро се знаеме и сме играле. Што може да се очекува и таму, иако е рано вако за тоа надпреварување, сепак репрезентацијата ќе биде таа, речиси истата која што е и сега во овие квалификации. Да, како што кажавте, има само мали промени. Отсуството на Меркуловски и на Наумче Мојсовски, но ете ќе мисламе дека се внеси во репрезентацијата на свежа крв. И сите противници што ни се во групната фаза во нова светско првенство ни се познати. И баш прв противник ни е Тунис, должник, што ете во Полска ни застана на патот за да се квалификуваме на тие олимписки игри. Но ете сега имаме една можност да му се вратиме на тоа што што ни го направија. И добро ќе анализираме утакмица надпревар во надпревар и ќе гледаме да што подобра позиција фатиме во таа групна фаза за да можеме да имаме најдобар пласман на светската. Во Лигата на шампионите тргнавте добро, особено на оние надпревари на домашен терен. 13 гола на еден надпревар за кој што сите зборуваа. Може ли да се повтори на таква игра? Ете, нека биде уште во среда против Украина. Па, искрено да се постигне 13 гола е вистина тешко, но 13 гола од 18 на тимот. Од 18, баш така. И мислам дека ќе се повтори еден ден таа игра. Работам на што подобро и поквалитетни надпревари да одиграм јас. И секоја шанса и секоја утакмица гледам да искористам во најдобро светло и да пружам се подобри партија од мене. Како што кажавте, треба да се фокусирам максимално на сега што не очекува овие две утакмици, ако добијам шанса да искористам и да дадам максимум од себе. Не можам да кажам пред време дека ќе биде една добра утакмица од моја страна, но ќе се потрудам да одиграм еден добар напад. Во Металург има бековска линија Талевски, Кузмановски, Велковски, тука е и Неловски, што овозможува и една замена кога има потреба. Тоа се ракометари родени 1996 и 1997 година. Ракометари родени 16-17 години подоцна од она што беа Кире, Наум, Борко, Филип Меркуловски и кои што постигна многу успеси. Што може да очекуваме ето од оваа четворка, која што се очекува да биде носител на сениорската репрезентација во иднина? Па, секој би сакал да го достигне тоа што би имаат да прават Меркуловски, Лазаров, Наумче Мојсовски, Борко Ристовски. И пред нас е една долга кариера и треба да бидеме ние четворица што сме таа генерација, треба да бидеме фокусирани на тоа за што подобро во репрезентативниот дрес. Мислам дека можеме, но треба да се работи многу и да се вложува многу во нас. Едноставно не можам да ветам дека ќе постигнеме еден таков резултат како што постигна они, но ќе се трудиме од секој надпревар во сениорскиот дрес да биде максимално од наша страна и ако можеме да направиме некој успех, да направиме. Ве посакувам да имате, ако ништо друго, барем повторување на успех од Европското првенство во Србија. Тоа пето место беше рамно на злато, барем за нас. И ви благодарам многу што бевте
гостин во Телеграф МК и секако нека тргне со победа во среда на 2 ноември против репрезентацијата на Украина. Па се надеваме дека ќе одиграме еден добар надпревар и фала многу. Благодарам.